Експерти од Македонија и Србија на вториот ден од меѓународната научна агробизнис конференција Агромак 2026, организирана од Комората на органски производители, дискутираа на десетина значајни теми. Присутните во Конгресната сала на Занајчискиот дом во Куманово имаа можност директно од научната фела, од представници на државни и општински институции, но и регистрирани пчелари, да дознаат повеќе за руралниот туризам како двигател на социоекономскиот развој и зачувување на локалниот идентитет во руралните заедници, за климатските промени и современите предизвици, за македонските искуства со дронови во земјоделството, гастрономски туризам и локални производи како двигател на одржлив рурален развој, задругарство како модерен облик на предприемништво, контролата на квалитетот како клучен фактор во образовниот процес на високото образование, антиоксиданси, витамини и минерали, иднината на квалитетното земјоделство, образование, млади и екоагротуризам и за улогата на стручното образование во подготовката на младите за агропредприемништво и одржлив рурален развој. Поносno možemo reći da smo opravdali, da smo jedinstveni, da je Balkan naš život, naše podneblje i da samo zajednički možemo postići ono što nas ovi sveta teraju, ali mi nećemo izgubiti dušu. Zadržimo ovu dušu, zadržimo ovo gostoprimstvo, zadržimo ovaj narod, zadržimo ovu ljubav, to u svetu nema. Ući ćemo mi u Evropsku uniju, ali nemojmo biti hladni, nemojmo biti kao oni, budimo Balkanci, makar i u onom ružnom, kako oni nas nazivaju, ali sa srcem i dušom i sa onim da možemo da uradimo mnogo bez para, bez novca, samo sa jednom željom i sa sa velikom ljubavim. Општина Куманово работи исто така во делот на проекти, работи исто така во делот на програми кои што се во делот на буџетот, но сето тоа е многу мало. И затоа во ова прилика би сакала да се обратам граѓански. Тоа значи следново. Ние да се вратиме 50 години назад, ќе бидеме 10 години напред него што сме сега. По старите генерации може ќе разбера што сакам да кажам. Значи, најпрви, за да формираме рурален туризам, воопшто туризам, ние треба да имаме системски решенија кои што ќе ги донесеме на централно ниво и кои што нема да ги именуваме кој како ќе дојде на власт, туку ќе имат некој континуиран процес. Второ, тие решенија кои што ќе бидат на централно ниво треба да се пренесат на локално ниво и да создадеме услови за луѓето да се бават со воопшто со туризам, а поготово со рурален туризам. Понекогаш се смеам, тие што ме знаат дека во моите говори користам и сатира, дека Македонија треба да биде развиен адреналински туризам. Значи, тоа го кажувам и сами ке сите знаеме дека зошто. Сета почит кон еве Србија кои се наши соседи кои што имат развиено голем дел на од туризмот, повеќе гранки од туризмот, ние се следуваме на некакво тапкање во место. И сега моите насоки би сакала да ги кажем и да влезат во извештај за понатаму да се проследат и на централно и на локално ниво. Најпрво треба да создадеме услови. Што значи тоа? Ние немаме детален преглед на се она што рурално го поседуваме. Ние имаме, да, прекрасни храна, прекрасни вина, прекрасни зелени површини, но сушност ние немаме база што она што го поседуваме. Зборувам како држава, после ќе преминем на. Второ, немаме организирано производство или организирано стопанство. Не се разберам во делот на рурален развој. Ако ме прашате, мене нема влезено во нива, али се разберам во делот на менеджмент, така да можам во делот на и на дел од европските регулативи. Значи, трето, не можеме да користиме средства од ИПАР. Немаме луѓе кои што се едуцирани за користење на средства од ИПАР. За да користите средства од ИПАР, треба да имате, бидете собственик на земјиште и треба да бидете регистриран како земјоделец. Кажете ми кој млад од 29 до 37 години, колку посто млади се регистрирани како земјоделци? Нема, затоа што кај нас до 90 години ќе живеат, а имањето не го препишуваат, затоа што е нивно. И тука најдуваме на еден проблем, младите не можат да инвестираат, затоа што прво немаат услови, немаат поддршка од централната власт, централната власт треба да има поддршка кон локалната власт и тоа е еден систем кој што се недоврзува. Сега не зборувам во делот на проект.
Зборувам системски. Дајте да направиме заеднички некој систем кој што ќе профункционира. Мене ми е мило драган што ја организира еден ваков настав. И организира и сајм за органска трбеца кој што е покренот општина Кумана. Имаме денови на меди. Сето тоа може да се насочи во делот на развој на рурален туризам. Сите тие треба да направиме едно туристичко биро. Тоа туристичко биро не треба да биде од типот на туристичкото биро да пишува и да седиме на шалта. Значи, тоа туристичко биро треба да работи на делот на промоција на рурален туризам. Али за да работи во делот на промоција, ние нешто треба да направиме како држава за развој на рурален туризам. Значи, дека треба да дадеме одредени можеби субвенции на жени кои што ќе се бават со селско домаќинство. Па ви се молам, во нашава држава, ако нема храна, вино и гостопринство, не знам кај има. Значи, целиот проблем е во нас. Ние понекогаш треба малку повеќе да се потрудиме, потрудиме, да се потикнеме и секој да е добар, да го работи тоа во кој што е добар. И јас не сум добра во делот на, да кажеме, немам одредени познајања како што имаат можеби колешките кои што ми исклучува тоа струка, али можеби сум добра во друг дел. Секој во свој дел кој што е добар треба да даде свој принос и за да се тргне од него. Инаку Куманово таа е расположена како општина за развој, секако дека општината сака да има развој на рурален туризам. Работиме со жени предприемнички, работиме со селско домаќинство, отвараме, организираме различен тип сајми, ама кажав, ние како општина, не само ние, било која локална самоуправа сама не може да воспостави систем ако тој не донесе на горе. Удруженја решавају текуќу проблематику у пчеларству на ниво општине, а Савез пчеларских организација Србије се труди и решава проблеме у државном ресору, односно са државним институцијама. Проблеми су, као што рекох, велики, првенствено фалсификат меда на тржишту. Услед климатских промена су проблеми многу велики. Недостатак ситне, крупне стоке, недостатак пашњака на нашем подручју. Све су то проблеми sa којима се пчелари на свом подручју сусреќу. Облик удруживања у тим удруженима и у крунској нашој организацији, Савезу пчеларских организација, трудимо се да нашим активностима и радом превазиđemo те неке проблеме. Савез пчеларских организација Србије у сарадњи са државним органима и ресорима, код нас у Србији, не знам тачно, нисам разговарал са колегама из Македоније, али имамо финансирање 7 или 8 субвенција у току године на име пчеларства. Прва и основна е финансирање субвенција, односно по броју кошница, тоа е субвенција по кошници, а онда набавка горива, па набавка приплодни грла, ту спадају матице, па онда финансирање набавке опреме и да их све не набрајам, али е од велике помоći државе пчеларству и пчеларима у датим моментима, апсолутно у овој тешкој ситуацији. Тридневната научна конференција завршува утре со отворена кружна маса на тема Иднината на руралните заедници, туризам, климатски предизвици и иновативни развојни модели. Во текот на утрешниот ден предвидена и посета на мегалитската обсерваторија Кокино, црквата Свети Ѓорги, спомен костурницата Зебрњак и меморијалниот центар Асном во Пелинце. Регионалниот центар за управување со кризи известува дека утре во периодот од 7 часот до 13 часот и 30 минути прекини на електрична енергија ќе има кај корисниците од делот меѓу булеварот Трета македонска ударна бригада и улиците Народна револуција и Гоце Делчев. Во истиот период утре без струја ќе бидат и улиците и Линденска, Толи Зордумис и објектите во трговскиот центар Сума.
Во Конгресниот центар во Занаетчиски дом вчера се одржа 4-та информативна сесија Фер ангажман, посветена на практичната примена на Законот за работно ангажирање на лица. Сесијата беше организирана во рамки на втората меѓународна конференција Агромаг 2026 под наслов Спроведување на Законот за работно ангажирање на лица, нов чекор кон фер ангажман и формализација на сезонскиот труд. Информативната сесија е дел од националната кампања Фер ангажман, која се спроведува во рамки на проектот Подобри услови за вработување на сезонските работници во Република Северна Македонија, со поддршка од Сојузна Република Германија, а во имплементација на Германското друштво за меѓународна соработка и Центарот за истражување и креирање политики, во соработка со Министерството за економија и труд и Агенцијата за вработување. Законот се донесува за да се формализираат трудот на ваквите лица, кои што досега нашите истражувања како Центар за истражување и креирање политики покажуваат дека се непријавени, немаат заштита и на некој начин во исто време ги ставаат и работодавачите се ставени во ризик, но и работниците остануваат незаштитени. Токму заради тоа да одговориме на потребата да се изнајде флексибилно решение кое што ќе овозможи пријава и одјава од дома, од нива, во кафуле, ресторант, палажа. Се донеса овој закон и се изработи една дигитална платформа преку која се врши пријавата и одјавата на лицата кои што се повремено, привремено и сезонски ангажирани. Секако со овој закон е предвидено да се вклучат и студентите. Значи за прв пат се носи еден реформски закон во кој што им се дава можност да работат на сите оние кои што сакаат. Значи било да се вработени, невработени студенти и пензионери, сите согласно овој закон може да работат и да бидат ангажирани. Тоа да го стваруваат во една законита и легална постапка по точно утврдени критериуми. Значи секој оној кој што ќе иде ангажиран, ќе му се плаќа придонес од задолжително социјално осигурување, дополнително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и персонален данок. Значи како и во секој работен однос и овие лица ќе ги добиваат овие придоноси без оглед дали ќе бидат ангажирани еден ден, 2 дена или 3 дена, значи ќе им се плаќаат придоноси. Исто така предвидени се и повластици за работодавачите, со тоа што ќе плаќаат една поповластена стапка, без оглед на тоа колкава ќе биде дневницата, секогаш придонесите ќе бидат во фиксен износ од 1/30 од просечната исплатена плата во државата. Германија преку канцеларијата на Германското друштво за меѓународна соработка го спроведува проектот за подобрување на условите на работно ангажираните сезонски работници во Југоисточна Европа со една единствена цел да се подобрат работните услови и системот работен за формализирање на неформалниот труд и ангажман на повремените и сезонските работници. Искуства се земени од Европа, од земји кои што веќе имплементираат ваков тип на закони и на модели. Последниот закон кој што ние помогнавме да се оствари во Србија, во Република Србија, од каде што се модификуваше и се превзема основните цели и делови за да може да се изготви законот за работен ангажман на лица во нашата држава. Законот не е со цел и со фокус кон пензионерите, туку е со фокус кон невработените, ангажираните, сезонските работници, студентите пред се, младата популација и вработените кои што може би им недостасува некоја година во стажот, така да пензионерите го добиваат бенефитот како дополнување на нивната флексибилност и способност се уште да даваат услуги. Основното училиште Кочораци на 6 април ќе организира хуманитарен велигденски концерт во училишниот двор со почеток во 11 часот. Целта е да се соберат средства за поддршка на ученици од социјално ранливи семејства. Во програмата ќе учествуваат ученици од училиштето со разновидни музички и сценски точки, а настанот ќе биде збогатен и со настапи на познати домашни музички звезди, кои со своето присуство ќе ја поддржат оваа хумана иницијатива, информираат од училиштето
Гочо Рацин. Исто така по повод предстојниот празник, детско-младинскиот фолклорен ансамбл Срма од Куманово ќе одржи концерт на 9 април во големата сала на Центарот за култура со почеток во 18 часот. Министерството за дигитална трансформација денеска промовираше 3 нови електронски услуги достапни на националниот портал e-услуги услуги.gov.mk. Станува збор за образец за дипломирани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи, образец за лица кои се стекнале со назив магистар, односно специјалист, и образец за лица доктори на науки кои одбраниле докторски труд. Со ова се олеснува начинот на запишување и студирање на сите 3 циклус студии на факултетите. Наша обврска е да ја обезбедиме платформата, а институциите како Државниот завод за статистика покажуваат колку таа може да биде корисна, изјави министерот Стефан Андоновски. Тој најави дека во брзо време ќе бидат достапни и нови услуги, како што е бројот на новозапишани студенти.